Ете, чувме една необична опакување на "Не си го продавај коли од чифликот" во аранжман на Сашо Ливрински, а сега се минутите за здравје. Ви најавиве што на почетокот на денешново дружење дека денешен наш последен гостин е доктор Ведран Стојановиќ, специјалист по педиатрија од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте, доктор Стојановиќ. Благодарам, добро најдов. Конечно, ние денеска да позборуваме и за најмалите пациенти, бидејќи често пати, барем во изминативе месеци, говоревме за диагнози кои што се карактеристични, специфични и за возрастните, но за жал и децата не се имуни на одредени заболувања, а пак во секое лошо има и по нешто добро. Тоа значи дека Аџибадем Систина е опремена веќе 2 години со Центар за детска кардиохирургија. Какви се искуствата во изминативе 2 години? Па вака, може би нешто и повеќе од 2 години, ама нели тука сме за да зборуваме за јубилејни 2 години. Ние сме во Аџибадем Систина, функционира Центарот за детска кардиохирургија некаде од октомври 2019 година. Така да поминаа доста пациенти, доста работа требаше за да сето тоа се воспостави и за да функционира така како што функционира денес, но нормално и со тенденција да функционира уште подобро. Нашиот тим се зголемува, во смисла од тоа што почнавме, сега има повеќе луѓе, бидејќи ова е, знаете, тимска игра, не може никој оваа работа да ја работи сам или како поединец. Зависи од секој еден член на тимот, каков ќе биде исходот на крајот. Во моментот имаме еден кардиохирург, еден млад хирург, 3 педиатри и 2 анестезиолози во интензивната нега, 15 медицински сестри, 2 инструментарки за операциона сала, 5 болничари, така да не има доста, но тоа е неопходно ако сакате да имате квалитетна работа и квалитетни резултати и задоволни пациенти на крајот на денот. Која е најмалата старосна возраст, да кажеме, или најмладиот пациент на кој што е извршена сериозна кардиолошка интервенција? Па знаете како, за жал, многу често интервенциите се прават и во првите денови на животот. Одма по раѓањето. Да. Зависно нормално од диагнозата, од тежината и од типот на диагнозата. Нормално е дека е тоа добро да се избегне доколку може операции во првите 3, 5, 7 дена, но некогаш не е избежно, така да одредени диагнози захтеваат да вие морате да ги решите сега и одма. Сега и веднаш, да, и тоа некогаш е во првите 24, 48 или 72 часа. Вие можете да купите ден, 2, 3 со одредени лекови, но најчесто и не повеќе од тоа, доколку станува збор за одредени диагнози кои што захтеваат итен третман, и тоа е така во сите центри во светот, не само во нашиот, така да ние се трудиме да ги почитуваме препораките кои што се, мислам, за овој тип на работа кои што го работиме и да го работиме на тој начин. Така да, за тоа што ме прашувате, најмали пациенти се стари по некогаш и по ден-два, кои што мора да одат во интервенција. Да не речеме неколку часови. Вистина е тоа, за огромен поздрав, особено за тимот кој што предпоставувам дека секоја финална одлука кога и каква интервенција да се изврши, на кој начин се носи конзилиарно, нели? Така е. Одлуките се носат консилиарно, ги носиме заедно и од голема помош ни е и тимот на Аџибадем од Истанбул, кој што исто така ни помага и доаѓа тука и како да речем, ние сме сепак еден дел од еден поголем тим на Аџибадем кој што има многу болници и во Истанбул и во Турција. Дел од тие лекари се и наши гости тука и заедно и разговараме, планираме, ги презентираме тие пациенти и се решава сепак во, како да речем, во еден поголем круг, се презентираат нивните медицински документации, истории, истражувања. Така да заеднички се надевам сме попаметни за да дојдеме до подобро и побрзо решение за тие деца. Така. Колку и какви досега сложени кардиолошки интервенции на дечиња се извршени во вашата детска кардиохирургија? Па вака, знаете како, процентот на деца кои што се раѓаат со тие вродени аномалии генерално во светот е сличен. Не отстапува многу. Тоа може да се следи уште за време на бременоста, дали би постоел некаков таков така е. Ризик? Дел од тие аномалии, дел од тие мани се следат и во бременоста и може да се воочат. Не се воочуваат секогаш, тоа мораме да знаеме. 1% од тие
од тие плодови ќе помине незабележан и тогаш кога ќе се роди детето, вие некогаш сте во, како да речам, во една сепак трка со времето за да го згрижите. Некогаш е подобро да се останови тоа се уште дуре бебето внатре, бидејќи тогаш ќе бидете поспремни. Мислам, и мајката ќе биде поспремна, ќе се породи можеби во болница која што е соодветна за да го згрижи тој тип на пациент, така да тие работи ќе бидат подобро организирани. Така да, одреден дел од тие мани се детектираат и пред раѓањето, не секогаш, така да добро. Подобро е кога се, у секој случај кога се детектирани, бидејќи тогаш можете направите добар план за лекувањето и подобар исход на крајот на краиштата. Так. Околу сложеноста на интервенциите? Околу сложеноста ме прашавте, па видете, имавме, да речам, среќа, ако е тоа среќа наша медицинска, да видиме и направиме тука заедно со колегите од Турција неколку од најкомплексните интервенции кои што се работат во детската кардиохирургија, како што е Фонтановата операција, Гленовата операција, Норвуд операцијата, кои што до сега некои од нив и не биле тука изведувани и од сама причина што некои од тие операции се изведуваат и во, да речеме, возраст на децата од 5, 6, 7 години, како втора или трета операција претходно. Така да, за среќа, добар дел од тие операции помина уредно и тие деца си заминаа дома и нормално, сите сме задоволни кога така ќе се заврши. Секоја чест, навистина, предпоставувам дека тука родителите се први консултирани за тоа дека е потребно да се направи. Ако компликацијата е, да речеме, одма по раѓањето или ако одма по раѓањето се бара брза интервенција на знаете како, родителот кога е тоа веднаш по раѓањето е секогаш збунет и не е лесно да донесе одлука. И да донесе одлука, за жал нема многу избор. Знаете, бидејќи изборот е црно или бело, тука он мора, мислам, не ви останува премногу простор за носење одлуки, бидејќи нели интервенцијата никогаш е неминовна во тие часови или денови, но со тие луѓе бара да се разговара, бара да им се објасни, бидејќи нормално дека се збунети, исплашени, во еден огромен стрес и шок. Особено за ова што зборевме претходно, кога тоа доаѓа ненајавено. Знаете, кога вие сте неподготвени за тоа ви доаѓа како гром од ведро небо, вие треба за неколку часови да се соочите со една нова реалност и да тргнете напред. Предпоставувам дека има и многу од нашите гледачи, па и родители, но и баби и дедовци, кои што би сакале нешто да прашаат, би сакале нешто да не консултираат и би сакале да добијат некоја информација. Еве, да речеме, јас откако утрово ве најавив, добив една порака, анонимна е секако и нема да го кажам името на гледачката која што прашува, дали за операции кардиолошки на деца во вашата болница фондот покрива одредени средства и како на тој начин може да се изведе целата постапка? Да, ние за среќа пред се на пациентите, но и за наша комплетниот третман на пациенти со овие кардиолошки проблеми, на педиатриски пациенти, односно деца, е покриен од Фондот за здравство. Од 0 до 18 години? Да, од 0 до 18 години и они се ослободени од давачки кон нашата болница. И тоа е голема предност, бидејќи на тој начин тие услуги им стануваат многу подостапни, бидејќи еден голем процент на тие пациенти не може да си дозволи да сам плати, ни на сон, бидејќи се тоа сепак навистина скапи интервенции. Самиот тој тип на медицина е скап и секаде во светот е скап, така да голема предност е тоа што се сите тие пациенти ослободени од било какви давачки и се третираат на трошок на Фондот за здравство на Република Македонија. Так. Јас на ниеден родител не би му посакала да има дете кое што ќе се справува со некакви вакви кардиолошки тегоби и состојби па уште и во најрано детство, па и подоцна, но доколку имате конкретни прашања да го прашате нашиот денешен гост, ние можеме да ги отвориме телефонските линии, да ве вклучиме, да си го поставите вашето прашање, бидејќи тука сме се до 9 часот и 27-8 минути. Доктор Стојановиќ, кои се најчестите кардиолошки проблеми со кои што децата би се сретнале во своето најрано детство? Не зборувам сега за вроден срцев проблем, туку зборувам за нешто подоцна. Па знаете како, голем дел од нашата работа отпаѓа на овие вродени срцеви проблеми, но секако постојат и други срцеви проблеми кои што
во некоја фаза на животот на децата се јавуваат, тоа може да бидат, например, аритми, што се промени во ритмот на чукањето на срцевиот мускул на децата. Може да биде тоа наследен фактор или? Па знаете како, може да биде. Може да биде наследен, може да биде истекнат од одредени причини, интервенции и болести. Потоа постојат и воспаление на срцевиот мускул, ендокардити, кои што не се многу чести, но сепак се чести во детската возраст, така да и нив ги гледаме и ги третираме тие деца. Така да постојат, не се можеби чести како одредени други респираторни проблеми кои што ги има децата, но сепак се среќаваат. Голем дел од нашите пациенти сепак најголем дел отпаѓа на вродените срцеви мани, кои што да речеме некогаш интересно и не се детектираат веднаш, туку подоцна во подоцнежната фаза на животот. Па дури интересно што сега имавме еден пациент од 20 години кој што дури тогаш откри дека има вродена срцева мана, која што за среќа не била со таква тежина и можеше да се реши на интервентен начин, односно не со операција, не со хирургија. Така да, мислам, постојат различни варијации, знаете, и на самите тие проблеми постојат варијации во нивната тежина и следствено на тоа, да, сериозност и кога ќе се манифестираат и кога тој пациент ќе востанови дека нешто не е во ред со него. Така, нешто атипично има. Како педијатар претпоставувам дека сте човек кој што доста истражува во поглед на детето, на човекот од самото негово раѓање, од детенце, од новороденче. Дали сте можеби воочиле некако што децата најчесто наследуваат на таа генетска лотарија од нивните родители при нивното раѓање? Па знаете како, верувам дека голем дел од работите ни се наследни. Не секогаш ги наследуваме од нашите родители. Понекогаш многу често е тоа и од некој пред нас, од некои други блиски роднини, чичковци, војковци, тетки и така натаму. Но факт е дека огромен дел од овие работи, ако добро се задлабочите и да речем истражувате, ќе можете да најдете причина за одредени работи кои што ги среќавате кај тоа. Велат дека високиот крвен притисок се наследувал, холестеролот се наследувал, се наследувало па дури срцевите заболувања. Така. Но колку ние како свесни луѓе живееме во 21 век, толку сме информирани, дури преинформирани сме за разлика од нашите родители и нивните родители кои па ни телевизор немале, така нели? Колку ние со промена и делување на нашиот живот, на нашиот личен стил, ние можеме да ги одбегнеме овие наследни фактори кои што може би одат во пакет со наследноста, но не мораме и ние да ги истекнеме, да ги имаме. Знаете како, дефинитивно можеме многу да направиме доколку се трудиме. Можеби не можеме комплетно да ги исклучиме нив и нивното влијание во нашиот живот, но мораме и требаме да се обидеме, како да речам, да го направиме нашиот дел од работата, да не помогнеме на болеста да земе еден подлабок и посериозен тек. Така да, апсолутно, како да речем, и не може да се занемари тој фактор на нашиот труд да се обидеме да тоа го намалиме. Инаку, за тоа што ме прашав толку во наследувањето, кога ќе се навратам назад, нашите професори на факултети на специализација не учеа колку е битно таа намнеза, тие земање податоци од мајката, од таткото за нивното здравје, за нивните предци. Дури сега се навраќаме дека тоа суштина е изузетно важно да добро го распрашате пациентот, нормално ако имате контакт со него или неговиот родител, за да дознаете што повеќе можете информации и за актуелната, но и за некои минати состојби кои што можеби ќе ви ги кажат, можеби за нив не се ни битни, они можеби не ја ни перцепираат важноста, но вие морате да препознаете таа важност и да го споите тој мозаик на крајот. Така е. Кога се однесува на моментот одење на доктор или закажување на преглед, па макар да е и тоа обичен преглед кој што би требало да го правиме барем еднаш во годината, ако не и почесто, јас не познавам човек кој што со радост или со песна оди на доктор. Чинам дека секој еден од нас во моменти кога треба да закаже преглед чувствува благо оптеретување, ако не и поголемо, ако не и стрес и така натаму, и притисок дека како да мора тоа да го направи заради некаква белешка да приложи некаде, за жал. Но колку, свесните родители, рековме 21 век сме, колку свесните родители имаат навики да ги носат на
почести прегледи и нивните деца и да превенираат нешто доколку нешто забележат, да речеме, еве ќе го земам како пример обезноста, која што и во ковидот, во пандемијата се покажа како еден огромен проблем Исклучително битен и за фактор, обезни возрастни, но и за обезни деца. Значи сите статистики не наведуваа на тоа дека луѓето со прекумерна тежина многу посериозни здравствени проблеми имаат, помеѓу кои мораме да ги споменеме и кардиоваскуларните проблеми. Не, Колку реагираат родителите да променат нешто кај децата кои што имаат многу прекумерна тежина? Тука сте апсолутно право. Обезноста е болест на 21. век и веројатно и ќе продолжи да биде проблем со кој што тешко ќе се справуваат одредени општества и што е интересно е и дел од по-богатите општества. Сега, свесноста на родител зависи од многу фактори, и од неговото образование, и од неговиот интерес да чита, се информира, и од неговата комуникација со неговиот матичен лекар или со лекарот кој што го води неговото дете, така да се многу фактори, но за жал тоа сте апсолутно право, обезноста се покажа како исклучителен ризик фактор и во ковид пандемијата, кај возрастните, но и кај децата е и како фактор кој што е од влијание кој што не може да се занемари. Така да треба секој лекар, особено лекари кои што работат во примарна здравствена заштита и се во контакт со можеби поширок пул на пациенти, може да пренесат порака на поголем број на луѓе да обрнуваат внимание на типот на исхрана, на начинот на исхрана, но знаете како, тоа е поголем проблем, тоа е и социјален проблем да се обидеме да го промениме начинот како децата се хранат и во училиште. И тоа е и како важно. Нашите деца се 5 дена во неделата во училиште, а не сме сигурни дали храната која што јадат таму е баш најсоодветна за нивната возраст и за нивното здравје. Така е. Јавува дека имаме ние сепак гледач ова утро кој може би сака да ви постави конкретно прашање. Добро утро, повелете. Добро утро, добар ден. Драго ми е. Поздрав до емисијата, поздрав до лекарот. Имам едно прашање. Повелете. Синчето мое, кое сега е 37 години, генерација 1984 година, на 4-месечна возраст го опериравме во Љубјана од степнета аорта. Операцијата успешно, сега е супер момче. Што понатаму? Дали ќе има некаков проблем во иднина, на што да се обрни внимание? Толку е моето прашање. Благодариме. Значи, ако добро разбрав, 37 годишен 84-то годиште. Така, 37 годишен човек кој што е опериран од стеснета аорта на 4 месеци. Ете, и гледачката не наврати на почетокот нашиот разговор. Стеснувањето на аорта или медицински кажано коарктација може да биде една од ургентните состојби, например, кои што некогаш и во таа неонатална возраст, односно во рана новороденечка возраст, морате да ги оперирате. Варира незината тежина од критична до не толку критична, но кај пациентот можел да почека до 4 месеци да биде опериран. Тоа што тие треба да го внимаваат е пред се проблем со хипертензија, од кој што патат овие пациенти понатаму, бидејќи често пати на местото кое што било примарно како стеснување, може да се јави повторно рестеноза, односно повторен сегмент кој што ќе биде стеснет. Битно е да се направат кардиолошки проценки и контроли, но благодарно е кај таа диагноза и добро што често пати може и без повторна операција, туку само со интервенции во катетеризациона сала, стентирања, дилатации, да се постигне многу добар успех и многу добра прогноза кај овие млади луѓе и да имаат добар квалитет на живот и мислам успешен исход. Одлично, посакуваме добро здравје на вашиот син. Знам дека гледачката се исклучи, но доколку ние немаме повторно гледач кој што сака да постави конкретно прашање за нашиот гостин, го продолжуваме разговорот уште кратко со доктор Стојановиќ. Предпоставувам дека на малите пациенти, бебенце од неколку месеци бил синот на нашата гледачка која што се јави, многу полесно и побрзо се рехабилитираат после извршена интервенција од возрастен човек. Така, знаете нели? како? Бебињата имаат една... они се нежни, ранливи и се, но имаат и една друга компонента да можат да издржат многу работи што некогаш возрастен човек не може да ги издржи. Веројатно тоа природата и еволуцијата го направиле. Така да, тоа сте во право, имаат еден побрз
кога се ќе се среди, да речем, основниот проблем, нивната рехабилитација и нивното враќање во функционирање знае да биде побрзо него кај возрастните. И тоа е среќа за нас. Мислам, нормално за нив, но и за нас секако, бидејќи тој процес иде побрзо, тоа е сепак млад организам, младо ткиво, така да он заздравува и се обновува побрзо. Така, во пандемијата, во овие 2 години, не можам да не ве прашам на самиот крај. Многу дилеми, многу прашања се отворија кај нас возрастните, кои што децата и те како ги допреа, иако може би тие не поставуваа некои конкретни прашања поврзани со вакцинацијата, со личниот имунитет, со тоа дали вирусот во одредени периоди мутации повеќе ги сакаше возрастните или повеќе ги сакаше децата, не знам, но каков е вашиот став како педијатар? Треба ли децата да се вакцинираат и да се заштитат против COVID-19? Ако ме прашувате дали треба да се вакцинираат, генерално јас сум за вакцинација, да, но околу тоа дали треба да се вакцинираат за COVID-19, се уште би ги причекал препораките кои што се уште не се доволно јасни и утврдени за посебно за малите, најмалата популација. Голема среќа во сите овие изминати 2,5 години, колку беше кога беше овој хаос со COVID-19, е тоа што сепак мораме да признаеме дека децата поминаа многу полесно. И тоа е голема среќа. Нели, бидејќи да беше поинаку ќе беше се многу потешко и многу посериозно. Нивната клиничка слика, нивните исходи сепак беа далеку полесни и подобро со 99% излекување за разлика од возрастните кои што стварно имаше, да речам, со трагични и со многу тешки исходи. Така да добро е во целата оваа ситуација што вирусот ги поштеди децата. Ќе видиме како во некоја следна фаза можеби ќе биде поинаку, се надевам дека не, но вакцинацијата е битна и треба да, и ако се покаже дека е безбедна и успешна и за децата, апсолутно ќе биде добро да и тие бидат заштитени и на тој начин. Одлично. Ви благодарам многу за вашето гостување. Претпоставувам дека дадовме доста информации, сугериравме, апелиравме и подсетивме за тоа колку е важно да мислиме на здравјето и свое лично, но и на нашите деца, да препознаваме сигнали кои што ги праќа нивното тело и да бидеме секогаш да и веруваме на медицината, бидејќи истински немаме причина зошто да не и веруваме. Тоа беше доктор Ведран Стојановиќ од Аџибадем Систина. Во некоја следна прилика ние повторно ќе зборуваме на Ви благодарам на поканата, беше многу пријатно да се разговара со вас. И мене исто така.